Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Фудбалскиот клуб Победа прекинува со надпреварување во втората лига. Крушевчанецот Ставре Јада денеска настапи на Олимписките игри на патеката од 1,6 км. Уште колку автомобили ќе претрпат штета кај Металец пред да реагираат службите, се прашуваат возачите. Се расчистува подрумот на Центарот за култура Марко Цепенков, кој служи за паркинг простор. Уапсени тројца прилепчани, спречен вооружен инцидент. Времето денеска облачно и постудено. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винер Лайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Македонската втора лига останува со еден клуб помалку. Победа објави дека поради финансиски проблеми се повлекува од понатамошно надпреварување. Еден од најкултните македонски фудбалски брендови, ФК Победа од Прилеп, повеќе не постои на надпреварувачката мапа. Преку официјално соопштение до јавноста, денеска клубот потврди дека сениорската екипа ја напушта втората македонска фудбалска лига поради целосен финансиски колапс и институционален ќорсокак. Проблемите на Победа кулминираа по промената на собственичката структура во април 2025-та. Новиот мнозински акционер, според соопштението, од самиот почеток покажал незаинтересираност за водење на клубот, не назначувајќи легитимно раководство ниту извршен директор. Моменталната состојба на клубот е блокирана жиросметка и без никакви приливи за основните трошоци, па Победа го прекина надпреварувањето. Во овој момент клубот е со блокирана сметка и во крајно очајна финансиска ситуација, поради што ја известуваме јавноста дека сениорската екипа на ФК Победа Прилеп не е во можност да го продолжи надпреварувањето во втората лига, стои во официјалното известување од денеска, кое што го објавуваме во целост. Да ја појасниме моменталната ситуација во нашиот клуб. Во месец април 2025 година дојде до промена на мнозинскиот акционер на нашиот клуб. Новиот мнозински акционер е со став дека не сака да го води клубот, па така на единственото легитимно и легално акционерско собрание не постави лица кои би раководеле со клубот и не назначи извршен директор. Пред почетокот на новата надпреварувачка сезона во август се бараше заедничко решение со градоначалникот и општина Прилеп, па поради краткиот временски период за делување се донесе привремено решение и се постави одговорно лице со цел клубот да продолжи да функционира до изнајдувањето на долгорочно решение.
На Советот на општина Прилеп беше изгласана одлука за доделување на еднократна финансиска помош во висина од 1 милион денари, која не беше исплатена поради распишувањето на локалните избори, а истата до денеска не е исплатена, што воедно беше и услов за клубот да се надпреварува во сезоната 2025-26 во втората македонска лига. Во овој момент, клубот е со блокирана сметка и во крајно очајна финансиска ситуација, поради што ја известуваме јавноста дека сениорската екипа на фудбалскиот клуб Победа Прилеп не е во можност да го продолжи надпреварувањето во втората македонска фудбалска лига, стои во соопштението до јавноста. Ова е огромен удар за Прилеп, градот кој живее за фудбалот и за сите искрени љубители на спортот во Македонија. Победа, клубот кој играше европски надпревари и носеше трофеи, денеска стана жртва на лошо менаџирање и бирократски лавиринти. Победа зимава не ги почна подготовките за пролетниот дел и не одигра ниту една пријателска, што беше сериозен знак дека нешто лошо се подготвува. Сезоната во втората лига продолжува на 21 февруари, а поради откажувањето на Победа, секое коло по една екипа ќе биде слободна, почнувајќи од новаци кои нема да патува за Прилеп. Инаку, клуб Победа беше формиран на 14 мај 2010, откако вистинската Победа доби 8 годишна забрана за надпреварување од ФИФА поради наместениот надпревар од квалификациите за Лигата на шампионите против ерменскиот Пјуник. Првично формирана под името Викторија, забрзо се преименува во Победа Јуниор за подоцна да стане само Победа. А суспендираната Победа имаше обид да се врати по истекот на 8-те години, но бараше од Фудбалската федерација на Македонија да продолжи од првата лига, додека Фудбалската федерација порача дека треба да почне од општинската лига, пошто се откажа. Првиот македонски репрезентативец кој настапи на Зимските олимписки игри 2026 Ставре Јада имаше символичен настап. Јада, патеката долга 1,6 км, денеска во предпладневните квалификации во спринт крос-кантри ја мина со време 3 минути 59 секунди и 56 стотинки или 52,19 секунди побавно време од најбрзиот надпреварувач. Со постигнатото време, Јада го освои 89-тото место од вкупно 94 надпреварувачи и не избори пласман во финалето. Во финалето се пласираа 30 надпреварувачи. Ставре Јада се подготвува за својата најсилна дисциплина, трката на 10 километри. Дел од улицата Александар Македонски од некогашен металец до Конфи Ангел се претвори во хорор патешествие за возачите. Околу 200 метри кои што лежат под вода кријат опасни ударни дупки што не можат да ги избегнат возачите, бидејќи и во двете насоки има големи длабоки оштетувања на асфалтот кои што не се ниту дупки туку се понор, а покрај тоа има и отворени шахти. Рака на срце има и сообраќајна сигнализација со која некој сакал да алармира за катастрофалната состојба на улицата. Периодов со секојдневните дождови предизвика излевање на каналската мрежа, што пак дополнително го влоши проблемот, познат на прилепчани со децении. Дури и со најмала брзина на оваа улица страдаат тркалата, предницата или преносот на автомобилот. Граѓаните реагираат и бараат итна интервенција од надлежните општински служби. Се расчистува подрумот на Центарот за култура Марко Цепенков, кој во моментов служи за паркинг простор. Подрумот на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, кој со години се користеше како гаражно место, конечно е расчистен од хаварисани возила, смет и ѓубре. Со акцијата се враќа редот и хигиената во просторот, а институцијата добива уредена инфраструктура. Од полицискиот билтен информација за спречен вооружен инцидент од тројца прилепчани. На 8 февруари 2026 во 10 часот и 15 минути кај место викано Црници во атар на селото Степанци, општина Чашка, полициски службеници од полициско одделение Чашка ги лишли од слобода ВК 57 годишен, ИТ 51 годишен и БН 77 годишен, сите од Прилеп. При вршење службени дејствија, полициските службеници ги забележале лицата како излегуваат од патничко возило
Лада Нива со прилепски регистарски ознаки, а лицето кое го управувало возилото испукало неколку истрели од огнено оружје пошто се оддалечиле од местото. По преземени мерки, возилото и лицата биле пронајдени и при извршен преглед од ИТ биле одземени малокалибарска пушка Брно, 14 неиспукани куршуми и 3 чаури од малокалибарско оружје, 14 куршуми карабинска муниција и 3 чаури и куршуми калибар 12 мм од ловечка пушка без соодветна документација, детектори и други предмети. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со услови за повремени слаби врнежи од дожд. Во Прилеп претежно облачно со услови за слаб дожд. Дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до 2, а максималната достигна до 7 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, до крајот на оваа седмица следува период на претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, кои на повисоките планини ќе преминуваат во врнежи од снег. Повремено наместа врнежите ќе бидат пообилни. До сабота ќе дува југоисточен и југозападен ветер, а во недела ветерот ќе го смени правецот и ќе дува засилен северен ветер, соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.